Приказните на мама Ана. Приказните на мама Ана се приказни за добра ноќ. Нивната намена е да дејствуваат приспивно и да им помагаат на децата побрзо и полесно да заспиваат. Важно предупредување. Не пуштајте ги приказните додека сте во возило, затоа што можат приспивно да влијаат и врз возачот. Алфеј и облаците што менуваа бои. Време е за спиење, нели? Но да читаме нешто, може, мамо? Може, мила. Ајде да ја читаме приказната Алфеј и облаците што менуваа бои. Вечерта тивко ја обвиваше скриената долина. Еднорозите полека се прибираа во своите домови, засолнети меѓу волшебните дрвја во долината. Големиот водопад нежно шумолеше. Славејчињата пееа во гармушките, а бебињата еднорози цица и тонеа во сон. Само Алфеј се уште не беше во својот дом. Едно мало, бело облаче, меко како памукче, во подножјето на виножитото кое се надвиснуваше над големиот водопад. Не, Алфеј не беше дома. Тој леташе над скриената долина, обиколувајќи ја за последен пат пред да оди на спиење. Во еден миг, тој се вивна високо горе кон облаците. Ги рашири крилјата, ја поздрави месечината, неговата добра пријателка, и им прати нежни бакнежи над звездите што трепкаа на небото. Потоа реши да поскока малку по облаците, иако веќе беше изморен. Оп, скокна на првиот облак. Не му беше прв пат да скока по облаците, но овој пат се случи нешто необично. Облакот стана розов. О, се зачуди Алфеј. Се прашувам дали има вкус на малини. Алфеј се обиде да го проба облакот, но тоа едноставно беше невозможно. Разочаран, скокна на втор облак, а тој стана златен. Ох, си рече Алфеј, што се случува со облаците? Се заврти наоколу и забележа дека облаците ги менуваат боите. Од розова во виолетова, од сина во тиркизна, од жолта во портокалова, од сребрена во златна. Но тие не само што менуваа бои, туку и светеа како неонски светилки. Што ли се случува? Алфеј стоеше на еден поголем облак и чекаше да види што ќе се случи. Дури во еден миг си помисли дека сонува, оти навистина беше изморен. Сакаше побрзо да си оди дома и да си легне на своето обично бело меко облаче. Но, од друга страна, нешто не му даваше да замине пред да види што ќе се случи со облаците. И така, стоеше и чекаше. Во еден миг, облаците почнаа засилено да светкаат, а Алфеј полета над нив за да може да ги види поубаво. А кога свати дека всушност тие се подготвуваа да ронат капки дожд, Алфеј почна да се смее. Значи вака изгледаат облаците над скриената долина пред да заврне, си помисли тој и побрза да стигне дома пред да накисне. Но облаците не можеа да чекаат. Тие беа полни, преполни со дождовни капки. И одеднаш ги пуштија надолу, директно врз скриената долина. А Алфеј леташе надолу бегајки од првите дождовни капки. Иташе кон скриената долина која беше обвиена во сон. Сите цврсто спиеа, сите освен Алфеј. И никој освен него не ја виде разнобојната игра на облаците. Не ги виде капките дожд во секакви бои. Алфеј леташе кон дома. Речи си беше таму. Речи си успеа да му избега на дождот. Но оној првиот, розов облак беше побрз од него
тој пушти розови капки дожд што се стркалаа врз Алфеј, пред тој да успее да се скрие во белото облаче. Штом застана на својот мал облак, Алфеј го исплази јазичето и ги вкуси розовите дождовни капки. Ги вкуси и почна задоволно да се кикоти. Тие имаа вкус на малини. А потоа се мушна во своето меко облаче, кое сосема го покри и го заштити од дождот. Ги склопи крилјата, ја положи главата на облачестото перниче, ги затвори очите и го слушаше дождот како тивко тропоти на облачестиот покрив. А со тој тивок, нежен звук, дојде и сонот. Го обви дури и повеќе од мекото облаче и го понесе со себе далеку, далеку во земјата на соништата. Онаму каде што патуваат сите мали еднорози, сите мали диносауруси, сите мали змеови, зајачиња, мачиња, слончиња, лисички и волчиња, сите мали дечиња кога ќе заспијат. Ете, и Биби си заспа, исто како Алфеј. Добра ноќ, Биби. Добра ноќ, деца.